Поводот за денешната пресконференција на министерката за финансии Ангеловска е информирањето на јавноста за реализација на буџетот на месец април, како и проекциите за движење на економијата од страна на Министерството за финансии согласно корона кризата. Ангеловска ја започна конференцијата со буџетот за месец април. Буџетските примања за месец април изнесуваат 14 милиарди денари, што представува пад од 20% споредбено со април од минатата година. Даночните приходи во април се остварија во износ од 7,2 милиарди денари или споредено со април 2019 година се работи за пад од 31%. Додека придонесите се реализирани во износ од 5,5 милиарди денари, што е всушност на исто ниво со лани. Другите приходи, неданочни капитални донации, се реализирани во износ од околу 1,5 милиарди денари или се работи за пад од околу 20% на годишна основа. Министерката Ангеловска посочи дека со оглед на рестриктивните мерки за заштита за здравјето на граѓаните кои владата ги презема, запирањето на економските активности или отежнување на некои синџири на набавка, очекува нападот на приходната страна во буџетот. Таа ги презентираше и одделните даноци, односно реализацијата за месец април оваа година, споредбено со април претходната година. Приходите по основ на данок на додадена вредност се остварени за помалку од 43,5%, што е секако и очекувано со оглед на рестриктивните мерки кои што беа на сила во текот на цел месец април, па влијаат на запирање на економската активност, угостителските објекти, услужните дејности, транспортниот сектор, што резултира со овој пат од 43,5%. Персоналниот данок на доход забележа пат од 11,7%, данокот на добивка пак забележа раст од 3,6%. Акцизите забележаа пат од 40% и царините имаа помала наплата за 26% споредано со минатогодишниот април. Најголемо надфрлање или изненадување позитивно има кај данокот на добивка, односно од вкупно наплатените приходи од данок на добивка во месец април, кои изнесуваат 1,43 милиарди денари, 790 милиони денари се од уплатен данок на добивка по годишен биланс, што е позитивен податок и говори за успешните резултати на компаниите во 2019 година. Министерката Ангеловска дополни дека придонесите во април не бележат пат, што се однесува за расходната страна од месец април. Вкупните расходи се реализирани речиси на исто ниво како април 2019 година, односно имаат раст за 0,7%. Тековните расходи се исто така без разлика, односно на исто ниво со минатогодишниот април. Со тоа што кај ставката стоки и услуги се забележува пат од 36,5% споредано со април минатата година. Кај трансферите има зголемување за 7%, главно поради социјалните трансфери, односно поради зголемените пензии оваа година. Капиталните расходи во април се повисоки за 15,7% во однос на истиот месец лани. Доколку би направиле паралела со целиот период од јануари, односно од почетокот на оваа година до април, наплатата на приходите во буџетот е за 4,9% пониска во однос на истиот период претходната година, информираше на денешната пресконференција министерката за финансии Нина Ангеловска.